Сијата утринско будење. Најпрво да ви посакам убав почеток на денешниот работен ден, а оваа емисија започнуваме со одлична вест. Тетовската гордост, младиот и талентиран актер и режисер Игор Томески е добитник на Нобелова награда за младинци која се доделува на најдобрите студенти во светот. Номиниран за оваа награда беше минатата година од Националното здружение на високообразовни установи. Интернационалната Нобелова награда за младинци за визија и лидерство ја доби за представата Театарски џумбус, за незиното уникатно сценарио, формат и морал и за останатите проекти од областа на филмот и театарот. Ова не е единствената интернационална награда која Игор ја има добиено. Во јуни 2015 по покана на Клеис Нобел станува член на Нобеловото здружение на најдобри светски матуранти, а во декември 2015 се здобива со интернационална Нобелова награда за младинци за визија и лидерство за своето режисерско залагање во Македонија, првенствено во ТВ серијалот Авантурите на Прцко, за уникатна режија, концепт и продукција. Во продолжение ќе го слушнеме говорот кој Игор го одржа по повод доделувањето на оваа награда, а подоцна и негова изјава во врска со наградата. Слушнете го говорот, па погледнете ја и денешната креативна идеја. Потоа следуваат сервисните информации. Сега сакам да го представам Игор Томески. Игор доаѓа од Република Македонија, а сега студира во Соединетите Американски држави. Игор исто така е медиска личност, се почнал да се занимава со актерството од 5 годишна возраст, се појавува на национална серија на 8 години и се занимава со сценарио и режија, има режирано и напишано долгометражни филмови и театарски представи. Исто така беше национално прогласен за пример за креативност на многу рана возраст. Представата која што ја режираше при крајот на неговото средно образование беше дадена пред публика од 1000 луѓе. Сега е студент по филмска и театарска глума и режија и неговата награда оди за неговите достигнувања досега во таа област. Да го поздравиме со еден аплауз. Здраво на сите. Како добитник на оваа престижна награда, ми представува особена чест и задоволство да стојам на оваа сцена по втор пат. Благодарност до Нобеловото здружение за најдобри светски матуранти за организирање на ваква свечаност. Секогаш е прекрасно да се биде овде. Мојата награда за визија, лидерство и драма е за моето 8 годишно нон-профит залагање со мои проекти во Република Македонија. Меѓу проектите креирам и режирам регионална телевизиска серија на само 13 години. Пишувам и режирам двочасовен игран филм на само 15 години и сум актер повеќе од 11 години. И луѓето секогаш ме прашуваат како ги реализираш твоите соништа? Верувам дека во секој од нашите срца има едно скриено место. Една мала соба која што е недопрена и сокриена од целиот свет. Во оваа соба си ти. Вистинскиот ти, најчистиот ти. Во оваа соба е твојата најдобра можна верзија, со сета твоја моќ да го промениш светот. Сите ние треба да погледнеме длабоко во себе и да пробаме да отклучиме оваа мала соба. Но внимавајте, држете ја вратата цврсто, за да ја задржите сета светлина внатре. Ако го истражуваме овој чист дел од себе си, ако го негуваме и раздвиваме, тогаш стануваме лидери, примери во општеството, хуманитарци, стануваме најдобрата верзија на себе си за која што сме преодредени да бидеме. Денес е свечен ден за новите нобеловци. Тие стануваат членови на Нобеловото национално здружение за најдобри светски матуранти. Ова здружение ме научи дека секогаш постои некој
кој што го вреднува сиот наш труд, што го правиме за нашите општества и за светот. Ова здружение не стимулира сите нас да станеме најдобрата верзија на себе си. Не учи од истакнати светски хуманитарци кои што постигнале вон сериски нешта. И секако не наградува што правиме разлика. Честитки до сите нови Нобеловци. Ова представува наша огромна одговорност од денес. Како Нобеловци мора да ги следиме 7 правила на Нобел. Како идни светски лидери, мора да си ветиме себе си, дека ќе го негуваме нашето чисто јас, ќе станеме најдобрата верзија на себе си и дека ќе го воодушевиме светот од нашата моќ да го промениме на неверојатни начини. Ви благодарам. А сега да ја погледнеме изјавата од Игор Томески. Тој ве поздравува од Њујорк и во наредните минути ќе ви ги открие деталите околу Нобеловата награда, но и околу филмот Идеализмот на младиот човек на кој работеше додека беше тука. Ајде да слушнеме. Поздрав до сите гледачи на Утринско будење, јас сум Игор Томески, студент по театарска и филмска глума и режија во Њујорк. Особено ми е драго што можам да споделам една убава вест, како за мене, така за нашата држава и за нашиот град. Во чест на Нобеловата недела, која што се одбиваше од 1 октомври, беа доделени стандардните Нобелови награди во 7 категории, а исто така беа доделени и Нобеловите награди за младинци, кои што не се толку добро познати кај пошироката јавност. Со голема гордост и со голема чест можам да изјавам дека јас сум добитник на Нобеловата награда за младинци за 2016 година, како првиот македонски представник досега, како единствениот македонец на таа церемонија и како единствениот балкански представник со исклучок на добитник од Босна во 2013 година. Нобеловите награди за младинци ги доделува Нобеловото национално здружение за најдобри светски матуранти, кое што ги регрутира само најдобрите студенти од целиот свет. Ова здружение е основано од Клес Нобел, тој е внукот на Алфред Нобел, основачот на Нобеловите награди. Нобелова награда за младинци може да добијат само членови на Нобеловото здружение, каде што се влегува само со покана од здружението. Минатата година во 2015-та, јас добив лична покана, господинот Клес Нобел, на моја домашна адреса, да бидам член од ова здружение и една година подоцна се здобивам со Нобеловата награда за младинци. За разлика од класичните Нобелови награди, кои што се доделуваат до 7 категории, како што се хемија, физика, литература, мир, економија, медицина и слично, Нобеловите награди за младинци се доделуваат во сите области, односно се доделуваат на ретки индивидуи со вонсериски достигнувања од својата рана возраст и учениците можат да добијат награда за било која област во која што тие покажуваат одредени вонсериски квалитети и достигнувања. Во жирито на Нобеловото здружение има представник од секоја област, тоа се реномирани светски имиња, кои што можат најкомпетентно да ги оценат сите номинирани. Мојата награда, која што е доделена за визија, лидерство и драма, спаѓа во областа на филмот и театарот, каде што представник од жирито е познатиот холивудски актер, сценарист и режисер Ед Харис, кој што неколку пати беше номиниран за Оскар и го знаеме од филмовите Beautiful Mind, National Treasure и слично. Наградата е доделена врз основа на моето 8-годишно режисерско залагање и нон-профит проекти во Република Македонија. Наградени се сите мои проекти, како филмски, така и театарски, но наградени се два главни проекти кои што се изработени токму во Тетово. Главни проекти кои што се наградени се телевизискиот серијал Авантурите на Прцко и драмската пиеса, односно театарската представа Театарски джумус. Телевизискиот серијал Авантурите на Прцко е составен од 3 долгометражни филма, кои што јас самостојно ги изработувам на мои 12, 13 и 15 години. Во овие долгометражни филмови, во кои што јас вклучувам 50 на млади од Тетово, се јавувам како самостоен сценарист, режисер, продуцент и монтажер. Филмовите беа наградени како за концептот и за сценаријата, така и за режијата и за продуцијата.
Јас сум, ме примија на работа. Супер, браво, супер! Ајде, отвори ми! Јас морам! Патрикавиња, шефе? Знаеш ли дека Ружа има шпалер? Па ли вие ли разбравте, бе? Па цела зграда знае. Комши, да ти кажам нешто пријателски, ама немој да се лутиш. Мора да ја прибереш жена ти, не може да ја оставаш. Мори моме мале, умирам за тебе. Мори моме мале, умирам за тебе. Нобеловото семејство смета дека овие филмови се вонсериско достигнување со оглед на возраста во која што се изготвени. А мојата представа театарски џумбус ја напишав на 18 години. 18 години и ја поставив со аматерска театарска трупа во Тетово, на Домот на култура. Текстот за представата има 100 страници, има 5 едночинки и трае повеќе од 3 часа. И самата представа вклучува повеќе од 40 актери. Сметам дека талентираните деца не се тука прашо ова сцена ќе се треба да се. А здруженијата не гледа да направат некоја убава представа, туку само да се ги нафалат чемовите. Како си? Не, но заради тоа е важно. И те како? Ау. Не е важно, бе, деца мои. Прости ми, деки те сакам. Деки, прости ми. Деки, те сакам. Значи добре, смири се. Те сакам и јас. Ќе се омажиш ли за мене? Представата беше наградена како за своето сценарио, уникатно сценарио и формат, така и за моралот и пораката која што силно ја пренесе до публика. Да се ослободиме од овие сврдливи костуми, да се вратиме на музиката и да направиме промена како што секога сакавме. Може би, една капка во морето капки не е ништо. Едно зрно песок на цела плажа не е ништо. Но сепак и морето е составено од капки и песокот е составен од зрно. Оваа представа имаше силна порака и истата беше наградена и препознаена од Нобеловото семејство. Кажи ми, зарем не сакаш тоа повторно го почувствуваш? Ти си кукавица. Кукавица си ти. Не сум кукавица. Јас сум реалист. Но некогаш беше идеалист. И беше среќен. Cosa
зовете свет каде ќе бидете слободни. Каде само жена и добра волја за лесни се доводи. За да се добие Нобелова награда за младици, треба да се помине низ исклучителна конкуренција од светски рамки и само неколку среќни добитници од целиот свет се здобиваат со оваа награда. Нобеловото здружение, за да додели една награда за да додели награда во одредена област, разгледува многу критериуми, како што се пред се академски успех, потоа уметнички квалитети и таленти на ученикот, ги разгледува сите негови проекти кои што се изработени во таа дадена област, потоа ги разгледува неговите лидерски способности, неговите мотивирачки способности и исто така трудот на ученикот да ги сподели Нобеловите вредности преку однесувањето на ученикот и преку проектите на ученикот. Тоа се универзалните пораки за мир, еднаквост и слично, кои што ги пропагира самото Нобелово семејство и самите членови на семејството преку своите награди. За мене ова представува огромен поттик да продолжам да творам и понатаму. Јас моментално живеам, студирам и работам во Нью Йорк на филмски и театарски студии. Уште од сега можам да најавам еден мој нов проект. Моментално работам на краткометражен филм, се вика Идеализмот на младиот човек. Моментално сум во фаза на постпродукција. Филмот беше снимен минатото лето, исто така во Тетово. Вклучува 60 актери од Тетово. Моментално работам на постпродукцијата. Тоа е копродукцијски проект со Тетово, Скопје и Нью Йорк тука. Можам да најавам огромна премиера, еден огромен настан, кој што ќе се одвива паралелно. Ќе имаме премиера тука во Нью Йорк, каде што студирам, а исто така ќе имаме премиера во нашиот град Тетово и во Република Македонија. Сакам да изразам една огромна благодарност до сите мои соработници, кои што помогнаа во сите мои проекти, кои што се сега интернационално наградени. Сакам да ги поздравам сите тетовчани, а особено моите драги актери, кои што ми овозможија да го изразам својот талент и да ги покажам своите идеи преку проектите кои што ги изработив. Поздрав до сите гледачи од центарот на Нью Йорк и огромен поздрав до водителката Јована Костеска, која што како водител со професионален пристап кон работата одлучи оваа убава вест да ја сподели во незината емисија за тоа да слушнат сите тетовчани кои што треба да бидат горди на овие проекти. Ви посакувам се најдобро и уживајте во програмата на телевизија утре. Чао, чао! Поздрав и честитки за Игор, нашиот тим ти посакува уште многу успеси и интернационални награди. Се гордееме со тебе. А инаку, Игор е единствен македонски и балкански представник кој што ја представува и промовира Република Македонија и Балкан на Нобеловите награди за младинци. Придонесува за афирмација и зачувување на македонската култура и традиција во светски рамки со продуцирање, пишување и режирање на 3 долгометражни филма, регионална ТВ серија, 3 кратки играни филма и 3,5-часовна театарска представа до своите 18 години, кои се на македонски јазик и ги отсликуваат културолошките вредности во земјата и светот. Уште еднаш честитки за Игор, а веќе е време и да се одјавиме нормално со денешната креативна идеја. Тоа беше се во денешната емисија, се надевам дека уживавте и дека на убав начин ви започна денот. Со повеќе информации продолжуваме утре, а до тогаш останете со нашата програма и имајте пријатен ден.